Агенцијата за подигнување на развојот на земјоделството во соработка со фирмата Скопски легури од Скопје пред 1 месец поставија опит со тераграмин на оризово поле кај селото Чифлик. Опитот беше поставен на површина од 1 декар и до неа споредбена површина без аплициран тераграмин. Целта беше да се види влијанието на овој нус производ врз структурата на почвата и растот на растенијата. Тераграминот всушност представува нус производ при производството на силикоманган. Позитивно влијае врз физичко-механичките и водно-физичките својства на почвата. Ја подобрува нејзината структура, тоест водниот, воздушниот и топлотниот режим на почвата. Ја прави лесно растресите, со што станува полесна и поекономична за обработка. Со својата хидроскопност впива голема количина на влага, која што постепено ја испушта, а со тоа ја одржува влажноста на почвата подолго време. Поправичната посета на поставување на опитот, стручни лица од Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството констатираа дека има забележливи позитивни резултати од аплицирањето на тераграминот. Денеска бевме во посета да ги видиме првичните резултати од тој опит, кои што навистина се изненадувачки и бевме навистина задоволни од првичните резултати. Забележавме зголемена пораст на оризот, значи некаде за 5 до 6 сантими е поголем порастот на растенијата на онаа парцела каде што е аплициран тераграминот во споредба со другата парцела каде што не беше аплициран тераграминот. И исто така уште една појава забележавме, многу е намалена појавата на плевели на парцелата каде што е аплициран тој тераграмин. Значи, ние сме многу задоволни, презадоволни од поставувањето на овој опит. За сега се добиени првичните ефекти, очекуваме и на крајот да забележиме, значи, нови ефекти во порастот на приносот од оризот. Захариев вели дека со следење на опитот ќе се продолжи до крајот на жетвата на оризовата култура, со цел да се видат ефектите од аплицирањето на тераграминот врз приносите на оризот.